Добро утро, Ване. Второ линковско вклучување на тема култура. Зборуваме за омилениот детски фестивал Златно славече. Имено вработените тука имаат полни раца работа овие 2 дена, имајќи предвид дека во теке аудицијата за членови на хорот. Детали за се во ова, како и за програмските активности на Златни славечиња за 2023 ги дознаваме од Бобан Јосифовски, директор на Сојузот за грижи и воспитување на деца на град Скопје. Добро утро. Студено е, дотолку повеќе сме благодарни што ни излеговте во пресрет за разговор во утринската програма. Нема проблем. Полни раца работа имате во текот на денешниот и утрешниот ден. Сите кои што сакаат да бидат дел од хорот треба да дојдат тука. Така е. Еве традиционално во овој период на годината започнуваме интензивно со подготовките за годинашниот фестивал, бидејќи до 15 март беше конкурсот за избор на нови композиции, така да прво се бираат композициите, втора активност е аудицијата за избор на нови членови. Нормално тоа го дополнуваме хорот само со нови членови, бидејќи оние што се од минатата година си остануваат дел само да дополнуваме, бидејќи оние што веќе навршиле 13-14 години, тие нормално не се веќе дел од хорот и овој период сега е актуелна аудицијата, која што вечер започнува во 19 часот, тука во просториите на Советот за грижи и воспитување на деца на град Скопје, и сите оние што се заинтересирани, веќе според телефонските броеви што нон-стоп звонат и што се јавуваат, има огромен интерес, така да се надеваме дека сите оние што ќе сакаат да бидат дел од Златно славече, ќе изразат желба, ќе дојдат тука, па сега. Освен тоа што треба да бидат музикални, треба ли да има други услови за да може да бидат дел од хорот? Добро, имаме некои ограничувања околу возраста, бидејќи нормално рачунаме, сметаме дека од 7 години она дете што нормално сега плюс минус некој месец не е проблем, што наполнило, па до 12 години е некоја идеална возраст да бидат дел од хорот Златно славече. Они што се помали дечиња прашуваат многу, сепак се мали. Златно славече е една сериозна работа, каде што има многу активности, има проби, сето тоа, повеќе настапи, и сметаме дека децата после 7 години сето тоа може да го направат, да бидат дел од тоа, да го абсолвираат, и затоа некој такво ограничување, друго ограничување нема. Иако е рано, секуваат ли планови за новото 53-то поред издание на Златно славече? Па да, веќе пристигна композиции, доста композиции, тоа е нели она прва активност. Веќе штом аудицијата помине, почнуваме со подготовка на сите тие нови песни и активностите, еве сега имаме и покретни редовните активности, имаме и гостувања, знаете, Златно славече и наш амбасадор на македонската детска песна и надвор од Македонија. Веќе во понеделник одиме во Белград на една убава манифестација по повод великденските празници. Тоа се оригинално дечие васкршни чаролije, што се одржува во Белград, и веднаш потоа тоа имаме во јуни активност исто во Романија, ќе одиме на покана на Друштвото на македонци од Романија, таму ќе бидеме гости, и се разбира паралелно ќе си одат и пробите за новите композиции, продолжуваме во август месец во Охрид и така. 53 години е сериозна бројка, но и товар на плеќи за да се одржи традицијата. Успева ли Златното славече покрај овој брз ритм на живење, покрај новите стилови на музика и технологијата да најде и да ја одржи публиката? Па се надеваме, знаете, ковидот кога беше, нели, таа пандемија, имавме некаде 2 години така ограничени можности за презентација на фестивалот. Меѓутоа сме многу среќни и горди на тоа што минатата година, така, барем според она што го имавме и што го прикажавме и од она што имавме посетеност, се вративме пак на оние стари патеки, се вративме, би рекол така, не на голема врата, фестивалот го доби она што со години го правеше како бренд, бидејќи 53 години на сцената, имавме на голем обрска кон таа многу илјадна публика што го почитува, што го следи, што го посетува фестивалот, така да се трудиме да се
вклопиме во овие нови барања на децата, а тоа ни помагаат и децата членови на хорот Златно Славече, кои што се главните тие што го креираат фестивалот и го помагаат. Кој не работел со деца не знае што значи да се работи со деца од многу аспекти. Предизвик ли се и задоволство се и уште новите генерации? Па, со деца никогаш нема проблем. Децата тоа го работат искрено, го сакаат тоа што го работат, посебно што се децата членови на хорот Златно Славече. Ние малку имаме проблем со возрастните, а тоа се, нели, тие имаме борба со институциите кои што наместо се радуваат што Златно Славече обстојува толку години и да го помагаат, некако се соочуваме со сопки, како на некого да му смета големиот успех на Златно Славече, зборам од институциите, меѓутоа за тоа се надевам од друга прилика, бидејќи Златно Славече ќе лета, ќе живее, ќе твори во интерес на публиката, на историјата што има повеќе од пола век и се надевам дека оваа година ќе имаме уште подобар фестивал, уште поголем број на публика и деца од цела Македонија ќе доаѓаат и ќе бидат дел од таа многуилјадна публика која што доаѓа на Златно Славече. Дека имате предизвици во работењето знаеме, но тие ќе ги оставиме за студиското гостување во утринската програма. Се надевам, благодарам уште еднаш на Македонската телевизија, посебно утринската програма, и ги повикувам уште еднаш сите оние дечиња што се заинтересирани, што сака да бидат дел од магијата наречена Златно Славече, во тоа големо семејство, да поведат вечер во просториите на Советот. Тоа е, ние се наоѓаме на Линденска 55, еве овде токму каде што сега се наоѓаме, во нашите простори и да си ја пробат, би рекол, среќата и да се обидат да бидат дел од Златно Славече. Благодарам Богдан за разговорот во утринската програма.